Сточарството во Македонија има големи перспективи и можности за развој, како и производството на млеко и сирење, кое што може на големо да се продава во странство, но ни недостасува стратегија како да се подобри целата ситуација. Ова е ставот на сточарите кои што денеска во Прилеп ги изложија своите производи на третиот поред настан Млеко 2024. Исплатливо е. Но зошто го напуштаат младите? Тешко ли е? Не им се работи? Први е тешко, второ не му се работи, а ако сакаш да работиш треба да имаш љубов за тоа. То што ќе го произведеме го продаваме и така е. Немате проблем со пласманот? Нема проблем. Се бара значи и ово сирење? Се бара, да. Кажи ми каква е состојбата со овчарството во Македонија, се зголемува, се намалува? Секоја година се помалцем и по мое за едно 10 години, уште частан 30%. Македонските производители воведуваат и нови технологии и начини на производство. Специјално за настанов направи взреено сирење, кој го научив во Италија. Ова е чисто за дегустација, во моментов го немаме за продажба. Најголем проблем се уште останува недостигот на работна рака, како и увозот на нови раси на говеда. Да се вложува во сточарство, да се вложува во понови технологии, да се пласира македонски производи на странските пазари. Луѓе за работа околу стоката, да кажем работници, многу слабо. Тие се причините што не можеме да се прошириме со сточарството. Помлечни раси да земат. Тоа е исто голем проблем во Македонија. Ние не можеме уште со македонските раси во ова денешно време, рентабилноста е многу мала. Настанот е во организација на Slow Food, а целта е поддршка на малите производители. При изборот на производи да избереме домашно и така че овозможиме да растат производителите на сирења. И дека успешно нашите прашања кои што во центарот на Прилеп ги подигнуваме, овој епицентар ќе стигне подалеку до институциите и ќе се дискутираат истите и малку на пошироко ниво. Се одржа и конференција за тоа како климатските промени влијаат врз македонското сточарство.